Денеска во местноста Богословец во околината на Свети Николе се одржа волонтерска акција за пошумување на опожарени површини Боренка во организација на Сојузот на извидници на Македонија, на која учествуваше и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски. На тој начин, заедно со 10 извидници, многу волонтери, се одбележа Светскиот ден на шумите и денот на пролета. Во рамки на акцијата беа засадени 5000 садници од видовите бор, дап и баграм. Учествуваат деца волонтери од Рада Јованчевски Корчагин, Основното училиште 11 октомври, Основното училиште Димитар Милодинов, извидници од Свети Николе и Штип, како и волонтери од Волонтерски центар Скопје, вработени во Министерството за земјоделство, шумарство, водостопанство и јавното претпријатие Национални шуми. Шумите му припаѓаат на целото човештво. Тие се заеднички природен ресурс и планетарно богатство. Од нив зависат климатските промени, водните ресурси, биодиверзитетот, земјоделското производство, шумските екосистеми, економијата и уште многу други сегменти кои влијаат на квалитетот на живот на секој човек на планетава Земја, но не само на луѓето, туку и на целокупниот шумски свет, бидејќи шумите се дом на многу животни, птици, инсекти, шумски растенија. Кога се нарушува шумскиот биодиверзитет, се нарушува животот на сите шумски жители. Тоа ја потенцира одговорноста што ја имаме ние како институции, но и секој од нас лично. Токму затоа зелената транзиција е една од нашите цели, а пошумувањето е на врвот на листата на приоритети. Затоа минатата година проектиравме пошумување на околу 600 хектари со над 1.200.000 садници од различни шумски видови. И ова е остварено, остана уште мал дел да се реализира со пролетното пошумување, кое веќе тече на локации во Ковадарци, Радовиш, Свети Николе, Пехчево, Берово, Делчево, Велес. Со исти планови продолжуваме и во 2024 година, изјави министерот Николовски.